Добро утро, дечки. Сато е 7. Еве не овзека во кампингов после артичкиот центар. Полека го спремам шаторот за да заминуваме. Температура негде 12-13 степени, што ќе биде одлично за возење. Еве го шаторот. Изненадувачки топло беше сношти. Сега да се допикнам се и заминуваме. Имаме некои 500 км за возење. Успешно се спакував. Единствено нешто што заборев е да си го исчистам визиро, али на наредно застанување ќе го направиме и тоа. Сега сум малце жештен, ако застанам да го направам тоа, ќе се препотам. Температурата е 13 степени. Сега се движиме накај Тромсо, еден од најголемите градови во Норвешка. Дотаму имаме околу 500 км или 8 сати возење. Денеска ќе биде таков дено, поиќе всушност и денеска и утре ќе биде такви деноите. Поиќе на возење, поиќе на уживање во природа, без некои специјални попатни застанувања, али само во возење е како еден вид атракција. Иначе со кампувањето поминав супер. Меѓутоа 350 норвешки круни или отприлика 35 евра за да клееш шатор, а не нудиш кујна, не нудиш некое добро WC, не нудиш место за седење и одмарање, е искрено прескапо. Меѓутоа се деси што се деси до вчера. Бев премногу уморен за да барам нареден кампинг. Првично кога правев план за ова авантура,
беше многу чудно. 500 км, 8 сати. Не е можното. Дури сега ми станува јасно зашто е тоа така. Ние сме научени да возиме по автопат, да возиме 120, 130, а овде заради географијата нема автопат и буквално главниот пат Е6 еве поминува низ овој град и нормално кога ќе возиш 60 на сат просеко се намалува и затоа ти треба толку многу време да поминиш толкава дистанца што во Европа или кај нас се поминува за пола од потребното време овдека. А и исто така се доста ригорозни со брзина на ограничување. Досегаш имам видено е максимално 90. Иначе температурата е околу 13 степени, меѓутоа екстремно многу дува ветар. Сега на некои 40 км треба да стасаме до Малфери врат. Значи вкупно имаме уште околу 350 км. Интересен овој предел. Буквално претходно на 200 км немаше ни населено место, ни бензиска, само асфалт, дрва, многу реки и езера. Меѓутоа уште ми е чудно, цело време има знаци за елени, за внимание за животни на пато, меѓутоа уште немам видено никакво животно по пат. People are great to motorcycle. Can you guess? Where are you from? You cannot guess? No. If I had €1 for everybody who asks me where I am from, I will be a millionaire by now. Okay. I am from Macedonia. Yeah, not much. Yeah. Yes, of course. I could guess it, but Yes, I am from there. I was afraid to make a mistake. So you're going up to Nordkapp or and you make a film all the way? Everything. Yeah, good. We're in. I have been in Skopje. For real? Yes. When? In 93, 94. So, just after the independence? Yeah. During the war in Bosnia? No. Oh, I was there. What were you doing? I was working for UN, sitting in the Alps. Yeah. We didn't have war in Macedonia. No, I know. Yeah. But we had some troops there as well. So the ferry, there is a ferry here. How often
It depends because it's two ferries, Aha, two different. One, where are you going? To Today to Tromsø. okay. So we take the ferry over to. Let's go to Narvik first. Yeah. Yes. Bognes Skarberget. It's take only 25 minutes over. Поприлично интересно, човече. Си поправивме муавет. Бил некош во Македонија, ете. Никош не знаеш со кој ќе се начекаш. Сега не знам овдека нешто работа веројатно на патот, па мора да ја следиме колава. Интересни се овие серинава, заради тоа што сами по себе се еден тип на авантура. Иначе интересна работа е со ограничувањава на брзина. Значи цело време тоа што забележуваме 90, 80, 70, 90, 80, 70 и во еден патерн така на некои си 30-40 километри. Еве моментално е дозволено 80. И интересно е тоа што сите, посебно норвешкиве возила, дебело ги почитува знаците. Сега, например, овдека, ако е дозволено 80, јас да возам 70, никој не ме престигнува од позади. Ќе се направи колона и никој никого не престигнува. За ова зборував. Напред има трактор и вози 50 на сат. И сите воза 50 на сат позади него. Нема претицување. Ако до сега може 5 пати да го претица. Тоа е тоа, Норвешка.
Сега се приближуваме кај Нарвик. Температура 13 степени. Иако излезе сонцето, да не е овој ветров, ќе види најмалце 18. Премногу дува вака, кацигата ме дува. Некаде од прилика на пола пат сме сега. Ева останува уште некои 3,5 сати за базење. Стасуваме во Тромс.
Ситно броиме. Уште 197 километри. Многу кул место. И многу интересно што после 5000 години природата ги зачувала.